Во изложбениот салон на националната установа Центар за култура Бели Мугри од Кочани денеска е отворена изложба на ликовни дела од ликовната колонија Карпино 2016, која минатата година се одржа во месец септември во Куманово. На отварањето на изложбата присуствуваа представници од мултимедијалниот центар Карпино од Куманово, ликовни творци и љубители на ликовната уметност од Кочани. Додека порано, кога беа во манастирскиот комплекс, беа инспирирани од самиот манастир, од самата црква Света Богородица и од тој делокруг на духовно живење, сега се веќе урбани теми или сликаат и во различити техники. Оваа година беа 13 уметника од Македонија, од Романија, од Република Бугарија, од Србија. Оставија некаде околу 30 дела, а тука на изложба имаме еден избор од 23-24 дела. Твореа 7 дена, ние обезбедивме да може да се прошета до манастирскиот комплекс Карпино да го видат, беа посетена исто така на црква Свети Никола во Старо Нагоричане, една позната црква од 14 век или поточно 1328-32 година, беа во Меморијален центар Пелинце, едно убаво дружење, едно убаво искуство и така и заврши оваа 14-та колонија. Раководителот на ликовниот салон пред центарот од Кочани Александра Димитрова ја истакна соработката со меѓународната ликовна колонија Карпино, како и редовната презентација на создадените дела на ликовна изложба во Кочани. По повеќе годишна соработка, традиционално со мултимедијалното здружение Карпино имаме континуирана соработка, како со председателот, така и со уметничкиот раководител на оваа меѓународна ликовна колонија, која што е 14 поред, како што каже и председателот. Нашата соработка и понатаму продолжува. Се изложени 23 дела, кои што ја осликуваат работата на 13 уметници од повеќе држави, како што се Република Србија, Романија, Македонија, Бугарија. На оваа ликовна колонија се гледа еден труд, една навистина успешна плодност во создавање на овие дела. Делата на колонијата Карпино досега биле изложени во Куманово, Виница, а по презентацијата во Кочани ќе бидат изложени во Кавадарци и Пробиштип. Во Кочани изложбата ќе биде отворена до 5 мај оваа година.